Јана, од граѓанскиот сектор влеговте во општина Центар, донесовте одлука да се повлечете од местото претседавач на Советот. Што беше круцијално да ја донесете ваквата одлука? Еве да кажам вака, од старт дека мислам дека тој Совет направи едно мнозинство за да поминуваат одлуките кои се предлагаат од градоначалникот, кои немаат некаква политичка идеологија, нема некоја групирање по политичка основа, него напротив, мислам дека некакви други интересни групи стојат за да може да поминуваат одлуките без никакви дилеми, без никакви расправи, без никакви аргументирани дискусии и дека наместо да се слушнат зборовите некогаш на разумот, некогаш на професионалците, некогаш на анализата, Советот не покажува доволно сила, а многу често ниту некаков интегритет да се исправи и да работи во полза на избраниците, оние кои му го дале мандатот и гласот на секој од советниците. Морам да признам дека имам големо разочарување од последната 45-та седница. Она што ме запрепасти, тука беа дури гледам 11 прашања и различни дописи кои никогаш не биле одговорени од градоначалникот. И јас мислев дека Советот ќе сака да знае како тие служби работат, дали одговараат на тоа што се случува со дивоградбите кои се пријавуваат, дали инспекција излегува или не. Мислев дека Советот ќе сака да знае на кој начин се дератизираат и дезинфицираат улиците, например, бидејќи ние имаме набавено машина за поц за чистење на јавните паркиралишта, а не видовме машинско чистење на улиците кои се под општина Центар. Јас тука барав извештај за сметката за други трансфери кои ги доби со одлука на Совет градоначалникот од над 5 милиони денари за информации за реализација за помош на семејства во ризика. Не го знаеме ниту бројот на семејства кои добија некаква помош. Потоа имаше исто така финансиски извештаи на училишта за 2019 година кои никогаш не ни беа дадени на увид на Совет и советниците се дигнаа рака дека не ќе да знаат. Отсуството на граѓанска партиципативност во носењето на одлуките. Кога граѓаните не можат навреме да ги видат кои одлуки се донесени, да реагираат на донесените одлуки и пред да учествуваат во нивното донесување, отвара секако сомнежи дека нешто се крие, дека нешто треба да биде донесено во мал круг на луѓе. Искрено мислам дека транспарентно и отчетно работење не било стил на работење на оваа општинска власт. Она што и мене многу пати ми замеруваат кога јас ја канам на јавноста да присуствува на седници, кога ги објавувам материјалите, еве ќе кажам и отворено дека измените во деловникот кои 2 години се обидувам да ги направам за да транспарентно и отчетно работење и пристап до партиципативна демократија, односно вклученост на граѓаните во носење на одлуките, не е прифатено од тој Совет и со мнозинство гласови измените во деловникот се одбиваат. Тоа е многу симптоматично. Промени се направија во еден мал дел и тоа е во делот на планирањето со одлуката за мораториум, односно неиспроведување на детални урбанистички планови, таму каде што увидовме дека урбанистичките планови не само што имаат погубен ефект врз мнозинството жители, туку и дека се носени со многу прекршувања на правната регулатива и ги донесовме тие одлуки за мораториум. Она што е дилема и прашање за да ги донесеме новите планови, каква основа на податоци треба да имаме и да располагаме за да може да ја направиме анализата квалитетно и донесеме нови одлуки кои ќе бидат подобри од претходните. И сега ќе кажам вака јавно дека ако 1% или помалку, дури 0,69 само проценти од вкупниот буџет на општината се одвојува за урбанистичко планирање, што е многу помалку отколку, например, само за реновирање на енергетски фасади или за спорт финансирање во општината, а од друга страна голем дел од приходната ставка на општината зависи од тоа како ќе се уредува земјиштето и какви такси за уредување на земјиштето ќе доаѓаат или продажба на земјиштето, се покажува тој дисбаланс колку е влезната анализа направена солидно, за да може излезниот резултат да биде исто така квалитетен.
Јас на ова многу реагирав, дури предлагав ребаланс во буџетот, предлагав некакви трансформации во воопшто методологијата на работа за аналитика. За жал, тоа не го добив како поддршка. Урбанистичките планови, дивоградбите, кој сегмент во општината сметате дека е најпогоден за сомнителни бизнис делки? Ја мислам дека она што се случува во општините, наједноставно кажано е дека приоритетите се измишани, а со тоа и резултатите се поразителни. Општината до ден денеска нема стратегија. Понудив стратегија која јас ја работев, а која беше работена претходно, базирана на стратешките цели, на одржливите цели на Обединетите нации, целта 11 која зборува токму за одржливи градови и населби, во која има мерливи параметри и начин на следење на тие индикатори низ годините, за да се види дали имаме некаков прогрес или регрес и во кои работи напредуваме или не напредуваме. За жал, тоа мерење на резултатите, на перформансите не се сака да се направи и тоа е еден отпор кој мене ме разочарува, заради тоа што мислам дека ако не носиме одлуки базирани на точни податоци, не можеме да стигнеме до остварување на ниту една цел. Личниот интерес, бизнис интересите или политичкиот интерес? Кој е оној кој преовладува кога се носат одлуките во општина Центар? По мене лично. На ниво на личности. Не е дури, ова не е политичка идеологија. Тоа што се случува во Центар не е поврзано со централните определби на политиката на едната или на другата голема партија. Напротив. Бизнес интересите не може така едноставно да се разоткриат во работењето на Совет, заради тоа што ние не носиме поединечни одлуки. Бизнес интересите се кријат во одлуките кои се носат во одлука, например, за еден цел урбанистички план. Оти ние не носиме, например, одлука за легализација. Тоа е малку чудно. Во некои општини легализацијата оди преку Советот, во некои не оди преку Советот. Кај нас, например, не оди преку Советот. Охридите оди преку Советот. Ама бизнес интересите, например, се во планските програми. И кога во една планска програма се планира која парцела на кој начин ќе биде уредена, собственикот на една или на друга парцела веројатно може да добие поголем бизнес, односно поголем профит, а некој да добие помал против. Прашањето е колку ние ќе успееме тука да направиме равномерност, односно колку нема да дозволиме развојот на бизнисот да делува врз квалитетот на животот на многумина жители и обратно, да не може да го стопираме никој бизнис да се развива, заради ако нема аргументи зошто да го стопира. Од друга страна, например, тоа истото се случува и со програма за уредување на така наречена урбана опрема. Или еве, еден од главните проблеми на општина Центар е небезбедноста на движење по тротоарите, бидејќи нашите тротоари се предвидени во бизнис, околина за кладилници, за коцкарници, за кафани, за веќе не знам што се не зафаќа јавен простор. Тој јавен простор се уредува со некаква програма. Таа програма која го уредува јавниот простор некому му дава да стопанисува на јавна површина со тоа што некој прави профит на сметка на безбедноста на луѓето кои треба да се движат таму. Па дури ќе речам најотворено, не може во 21 век нам тротоарите да ни служат за правење профит на предпријатията кои го уредуваат паркирањето, а граѓаните да ги оставиме да одат по улица. Година и пол помина од одлуката на Совет во која го задолживме градоначалникот дека ќе се направи ослободување на тротоарите. Мислам дека на клучните улици ние ги оставаме децата да одат на улица. Тоа е недозволено. Не можеме да прифатиме дека некое предпријатие или поединец ќе прави профит на сметка на здравето на граѓаните и заради тоа мислам дека и тоа беше вака гласно нешто за што се зборуваше, ова мора да се превземе, не да се одлага, животот не го живееме на одлагање, го правиме сега она што е приоритет да се оствари. Каде го гледаш решението и дали воопшто има решение за поголемо учество на граѓаните, за поголем глас на граѓаните? Па јас не мислам дека моето повлекување ќе ги замолчи граѓаните. Мислам дека додека бев таму,
Ако ништо друго, барем отворив многу теми и се сензибилизираше јавноста за прашања кои и за одлуки кои се носат во општината, а за кои досега како никој да не бараше одговорност од општината. Сега имаме едно чувство дека граѓаните се посвесни, повеќе препознаваат што е она што се случува на општинско ниво, што можат да побараат од локалната самоуправа и на кој начин да прават притисок. Отвореноста што ја мислам дека ја постигнав со учество на граѓаните на седниците, ја следа многу други општини и мислам дека граѓаните нема тука да застанат.